Сидовски! Сидов! Зашто протестирате? Зашто протестирате? За ше што е негативно. Све што е носи Македонија во бездна. А кое е тоа? А што е негативно? Ако сте глувонеми, да ви објаснам кој е тој. Ако имаме ние сите патриотски чувства во себе, многу лесно ќе идентификуваме кои се тие сили. Господине, знаете Што би ли? рекли ние малку веднаш гнили. Господине, знаете ли што утре ќе заседава Уставниот суд? Молам? Знаете ли зашто ќе заседава Уставниот суд утре? Што е точка на дневен ред? Тоа е провокативно прашање, сигурно и вие и јас знам. Добро ли е тоа што Он ќе решава проблеми кои потекнат поодамна. Да. Не би прецизирал. И така. Дали сте да има зголемени ингеренции председателот или не? Мрзам дволичност. А со два морала. Со два морала. Еднаш го застапувате законот, друг пат сте против него. Кој сте вие? А конкретно ваш став? Конкретно дека размисли секој писмен човек на Македонија. Вашиот став кој е? Молам? Вашиот став кој е? Треба да има ингеренции председателот да помилува осуденици за изборен криминал или не? Па сега председателот, затоа Америка председателскиот систем е најмоćен. Има големи ингеренции. Па и на нашиот да му дадиме, а кај па не, што би рекли браќите Хрвати. Дали сте вие за тоа да се помилуваат? Па нема појма што како, меѓутоа ингеренции да му се даде на председател. Да. Фала. Еве го браниме Уставниот суд. Од? Еве има најава за насилство од некој таму од СДС-от. Кој ви извести дека ќе има насилство? На телевизија сме гледали. Добивте покана од некој конкретно или самоволно е издело? Самоволно. А за каков тип на насилство, знаете? Па не знаеме насилство, ќе ги присилувале судиите за нешто, не знам. Така. Мислите дека може некој од надвор да ги присили судиите? Па све е можно и да ги присили. На која телевизија слушнавте? Па на вестите на Телмак слушнаме дека утре силно да се руши институцијата Уставен суд. Таму мафташе еден вака на телевизија. Кој беше? До кога ќе останете тука? Па ќе останеме све додека има потреба. Ќе цениме ситуацијата, да.